Помина речиси 5-6 години, кога во 2018-тото господово лето, на сам ден на Василица намина во пилевското село Браилово, ем за селото, ем за Василица да направам документарен запис и на заминување со мештаните од ова село, се договоривме повторно да наминам во ова населено место, мештаните да ми ги дораскажат недораскажаните приказни за историското битисување на ова село, кои нивните дедовци баби им ги раскажале, за да не останат покриени од правда на заборавот. Почитувани мои, како што вели народот, Господ сполај му нему, сакал повторно да го посетам селото Браилово на националниот празник на македонскиот народ Илинден, на заслугот на патрониот празник на манастирскиот комплекс Пророк Свети Илија, чие празнување мештаните од селото Браилово од памтивека си го празнуваат и го пренесуваат од колено на колено, од генерација на генерација. Почитувани мои, за пилевското село Браилово тргнав рано со планевниот воз, меѓу народот попознат како Мао Цетунг, кој од Скопската желеничка станица во правец на Прилеп поеѓа во 14 часот и 30 минути, кој според возниот ред во железничката станица Браилово пристигнал во 17 часот, каде што ме пречека професорот Драгослав Миновски, еден од непознатите географи, антрополози и историчари, а воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријова филм. Почитувани мои, пред килисување, поточно речено пред да накачиме по планинското 2-километарско кривулесто патче, кое се извиваше низ дабовата шума во правец на манастирскиот комплекс Свети Илија, меѓу народот попознат како Браиловски манастир, малку позастанав не само да поодморам од клацкањето во возот, туку поодблизу да ја видам Браиловската желеничка станица, која на се личеше, но не на желеничка станица, со колосеци обрастени со древа, трња и капени, распаднати или во фаза на распаѓање пропаднати желенички згради, желеничката станична зграда напуштена со искршени прозорци, разотворени врати, паднати олуци, разлизгани ѓерабиди, во која пред 2-3 години имаше и отпратник на возови, и ствртничари, благања за возни билети. Почитувани мои, при вечерните сончеви зраци, милувајќи ги западните падини на планината Бабуна, пред се манастирскиот комплекс Свети Илија, ја навестуваа празничната атмосфера, посветена на пророкот Свети Илија, а ширум северниот дел на Долненската регија, како бисер гердан се зареди народ во правец на селото Браилово. Манастирскиот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, пред да го проследите поголемиот дел од вечерното богослужение во манастирската црква Свети Илија, со кое богослужение чино начасуваше парохискиот свештеник од Пилевското црковно наместништво во присуство на соборскиот народ, благословената манастирска вечера, приготвена од страна на манастирскиот одбор, предлагам да ве запознаеме со моите, а воедно и на професорот Драгослав Миновски, историографски сознанија за манастирскиот комплекс Свети Илија во селото Браилово, копајќи низ архивите во изминатиот период ширум Македонија во продолжение на оваа репортажа. Почитувани мои, поминаа речиси 7 години од кога последен пат дојдов овдека во Донецкава регија, поточно речено во североисточниот дел на Донецкава општина, во селото Браилово. Тогаш наминав за Стара Нова година и ете после 7-8 години, како што напомнав, повторно дојдов тука во селото Браилово, заедно со мојот пријател, а воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријова филм.
Еден од најпознатите не само во македонски, туку и во балканските простори, географи, антрополози и историчари, професорот Драгој Сламиновски, кој што низ Република Македонија по нашите убави, а пред се и заборавени села и историски знаменитости патуваме повеќе од една деценија. Наминавме овдека во селото Брилово, во манастирот Свети Илија, каде што денеска на овој ден на националниот празник на македонскиот народ Илинден, на заслугот на патрониот празник на манастирскиот комплекс Пророк Свети Илија, чие празнување мештаните од селото Брилово од памтивека си го празнуваат и го пренесуваат од колено на колено, од генерација на генерација. Би сакал да кажам дека секоја посета на било кое место во нашава татковина во Македонија ми представува големо задоволство. Меѓутоа, не можам да ја скријам мојата искреност дека посебно задоволство ми представува кога ќе дојдеме во северниот дел на Пелагонија, во местата каде што се корените на моите предци. И на моје големо задоволство, а верувам и комплетна продукцијата Маријово филм, денес се наоѓаме во манастирот Свети Илија во селото Браилово и ќе присуствуваме на еден несекојдневен настан кој представува мене лично особена чест и задоволство, за да се стави еден печат, еден белег на овој православен, би го нарекол, објект, кој што ќе зрачи со својата духовност и со својата православност во целото ова подрачје што се наоѓа околу овој прекрасен манастирски комплекс Свети Илија во селото Браилово. Почитувани мои, прик вечерните сончеви зраци милувајќи ги западните падини на планината Бабуна, пред се манастирскиот комплекс Свети Илија ја навестува празничната атмосфера посветена на пророкот Свети Илија, а ширум северниот дел на Долнеската регија, како бисер гердан се зареди народ во правец на селото Браилово. Манастирскиот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, пред да го проследите поголемиот дел од вечерното богослужение во манастирската црква Свети Илија, со кое богослужение чино начастуваше парохискиот свештеник од Пилевското црковно наместништво во присуство на соборскиот народ, благословената манастирска вечера, приготвена од страна на манастирскиот одбор, предлагам да ве запознаеме со моите, а воедно и на професорот Драгој Сламиновски, историографски сознанија за манастирскиот комплекс Свети Илија во селото Браилово, копајќи низ архивите во изминатиот период ширум Македонија во продолжение на оваа репортажа. Раното христијанство е значаен период од културата на човештвото воопшто, а особено од културата на Македонија и македонците. На територијата на Македонија се среќаваат голем број остатоци од ранохристијански цркви, особено од типот на ранохристијански базилики, кои се посебно карактеристични за тој период. Меѓу остатоците на овие објекти на раното христијанство се среќаваат елементи од градбите кои привлекуваат посебно внимание со нивните карактеристични украсувања и специфични форми, особено со разновидната христијанска символика.
Од друга страна, не може да се каже дека овој период е доволно проучен во Македонија. Појавата на христијански центри и епископски седишта во повеќе градови во Македонија условила развој на христијанството на целата територија на Македонија и развој на христијанските градби и христијанската уметност во целиот простор. Показател за тоа, освен историските податоци, се и остатоците на материјална култура со символика и елементи од тој период на христијанството на голем број места на просторот на Македонија. Овој развој на христијанската вера, христијанското градителство и христијанската уметност во Македонија особено е нагласен во времето на императорот Јустинијан I. Токму од времето на Јустинијан потекнуваат и остатоците од ранохристијанската базилика, кое се наоѓало на местото на денешната црква во манастирот Свети Илија во селото Браилово. При обновата на црквата во 1962 година и раскопувањето на теренот за подготовка на градбата, на површина излегле голем број елементи од стара градба, особено елементи од мермер. Денешните скромни градби, како на црквата, така и на помошните згради во манастирот, не оддаваат впечаток на тоа дека светилиштето потекнува од давнешни времења, но со самото влегување во кругот на манастирот и погледот кон чешмата се соочувате со пријатно изненадување. На лицето на чешмата, која е интересна и издржана градба, се поставени два елементи: столбови од мермер со ранохристијански импост, јонски капители. Намерно или ненамерно капителите се поставени наопаку, но ефектот на украсување сепак бил постигнат. Се добива впечаток дека чешмата била градена со посебно внимание и денес таа со својата естетика се одликува од другите градби во манастирот. На левата страна се наоѓа јонски импост капител, кој во правоаголното поле на предната страна има крст со расчленети краеви, а во аглите по една розета со 8 краци заробена во кружен прстен. Обработката на релјефот и целиот објект е со среден квалитет, но со нагласена естетска функционалност. Со сличен квалитет на изработка е и вториот капител, граден во чешмата, но со поинакво украсување. Во средината на полето, кое представува лице на капителот, е изработен крст во релјеф со проширени краеви на краците, а другиот дел од површината е украсен со стилизирани листови од акатус. Во основата на капителот, меѓу двете волути, се изработени три форми на ехинус, јајцевидни форми често употребувани во античкиот период. На третиот капител, кој е поставен како основа на еден дрвен стол од ремот, на нискиот конак во основата се среќава една форма на ехинус, а овој капител на лицето содржи два крста и розета во кружен прстен во средината. Во кругот на манастирот има уште неколку фрагментирани елементи од мермер, дел од ранохристијанската базилика. Меѓу нив се фрагменти од столбови, еден постамент од прозорско мено, постамент од пиластер, дел од прозорско мено и слично. Сите овие елементи упатуваат на изгледот, архитектурата, па и значењето на ранохристијанската црква во форма на базилика. Според она што денес може да се види на лице место, се чини дека од старата градба е сочуван и дел од апсидата, која е со нагласени димензии. Овој дел би било централниот кораб на базиликата, која била трикорабна. На ридот на кој е поставен манастирот се среќаваат и други видови археолошки остатоци, особено фрагменти од керамички садови, тегули и слично.
Во близина на манастирот од неговата источна страна се наоѓа повисок рид со плато на кој се среќаваат фрагменти од керамика од праисторијата, бронзениот и железниот период. Постојат индиции дека платото на овој рид, познато како имеличе, било утврдено со зид. Во кругот на црквата во селото Браилово се среќаваат цел куп остатоци од мермерни споменици, меѓу кои и од раното христијанство. За некои од нив, археологот Виктор Рилчич смета дека потекнуваат токму од ранохристијанската базилика, која се наоѓала на местото на денешниот манастир Свети Илија. Остатоците на споменатата базилика, како и оние кои се регистрирани во поблиската и подалечната околина, се датираат во крајот на 5 и 6 век од нашата ера. Тоа е периодот во кој живеел познатиот император Јустинијан I. Интересно е дека на поширокиот простор во атарот на селото Браилово, како и во атарот на соседното село Слепче, се среќаваат остатоци и од други ранохристијански цркви, кои упатуваат на развиена христијанска архитектура и уметност во раното христијанство на овој простор. Професорот Јован Трифуновски во својот научен труд Битолско-Прилепската котлина за црковно-манастирскиот живот во селото Браилово го забележал следново. Во и околу селото Браилово постојат многу траги од стари локалитети каде што се одвивал и денеска се задржал духовно-црковниот и манастирски живот. Такви локалитети се археолошкото наоѓалиште манастир Свети Илија, кое представува базилика од старохристијанско време. Се наоѓа на околу 400 метри јужно од селото, каде се гледаат остатоци од базилика од која се откриени голем број импост капители, столбови, меноа и делови од олтарната преграда. Базиликата е трикорабна со полукружна апсида и катехумениум на западната страна. Врз базиликата од христијанското време се наоѓа манастирската црква Свети Илија. Археолошкото наоѓалиште Петошна вода представува некропола од римско време. Се наоѓа на една блага падина оддалечена околу 2 километри северно од манастирот, каде што и денеска се наоѓаат остатоци од повеќе гробови со камени конструкции во кои починатите биле кремирани и керамички садови, монети и друго. Од оваа некропола потекнуваат 3 монети од македонскиот период кои се чуваат во заводот и музеи во Прилеп. Археолошкото наоѓалиште Грамаѓе лежи во селското поле, каде се забележуваат остатоци од градби. Археолошкото наоѓалиште Соколица лежи на северниот дел од селото, каде се забележуваат темели на градби и стари гробови. Поради неистраженоста не е датирано и е од непознат тип. Археолошкото наоѓалиште Тумба представува некропола од римско и доцно античко време. Археолошкото наоѓалиште Бојоица представува некропола од доцно античко време. Се наоѓа во непосредна близина на селото, десно од патот што води за селото Слепче, каде е најдена надгробна стела од гранит, на која во горниот дел е представена женска глава во плиток релјеф, а под неја едикула со старогрчки напис во 4 реда. Археолошкото наоѓалиште селски гробишта представува некропола од доцна античко време. Се наоѓа на местото на сегашните гробишта, каде биле откриени гробови со камени конструкции. Најдени се неколку стели со релефни представи, шаркофаг и делови од архитектонска пластика, сите изработени од мермер, потоа тули и друг градежен материјал. Наодите се чуваат во заводот и музеи во Прилеп. Зиме овде вака. Да. Е, вака, види? Да. Ја да ставам. Ќе ги врзиме овдека, ќе ги врзиме со друго нешто. Подоле.
Kako će odpletati? Može učiti tako? Pa ne znam, najkraće za to. A? Može učiti. Da suvo, samo suvo, ne vodeno. Професорот Јован Трифунички во својот научен труд Битолско-Прилепската котлина за црковно-манастирскиот живот во селото Браилово, посебно за манастирскиот комплекс Свети Илија, го забележал следново. Браиловскиот манастир распростра на западните падини на Бабуна, возвишено бдее над селото Браилово, проникнува во божествениот бескрај и слобода. Манастирската градба облева со спокојство Божјо, која жедно го впива мистичниот духовен здив, вткаен на ридот со Божја енергија. Манастирскиот комплекс плени со природниот амбиент, разубавен со даб, орев, багрем, бор, див, брест и црница. Во својот научен труд Битолско-Прилепската котлина за црковно-манастирскиот живот во селото Брилово, професорот Јован Трифунички ги забележал следните устни преданија при изградбата на манастирската црква, кои прераснале во митови. Боголюбиви предци сониле да создадат манастирска пазува во капче со кула со камбанарија кај гробот на непознатиот монах. Беше слава на манастирот Свети Илија. Вечерта силна секавица секна и го расцепи и осветли небото. Удри право во крстот на покривот од црквата и вратата од црквата сама се отвори. Луѓето зачудени и исплашени рекоа: Свети Илија си дојде дома. Во својот научен труд Битолско-Прилепската котлина за црковниот манастирски живот во селото Браилово, посебно за манастирската црква Свети Илија, Јован Трифунички забележал: манастирот бил изграден со подигнувањето на манастирската црква на почетокот на 20 век. На местото на кое што е подигната манастирската црква се наоѓа истоимено археолошко наоѓалиште. Во склоп на манастирот влегуваат една црква, конак, чешма и неколку помошни објекти. Незината изградба е поттикната од мештаните од селото Брилово на чело со Јован Павловски. Осветена е на 12 октомври 1975 година од страна на Пелагонијскиот епископ Ангелари по налог на митрополитот Преспанско-Битолски господин Климент. Градбата на црквата е еднокоравна со правоаголна основа и полукружна апсида на источната страна. Влезот се наоѓа на западната страна и над влезната врата има црно-бела слика на Свети Илија, а на сликата има ниша со фреска на која е прикажан патрониот светец. Камбанаријата на црквата е издигната во средишниот дел од дворот на манастирот. Таа има квадратна основа и на секоја страна во горниот дел има по еден отвор. Влезот на камбанаријата е сместен на источната страна. Ja da stavim. Ќе ги врзиме овдека, ќе ги врзиме со друго нешто. Уште Подари. учи главно тука. Kako će odpletati? Може учити tako? Pa ne znam, najkraće za to. А? Може учити. Да суво, само суво, не водено. Да. Ja da Ќе stavim. ги врзиме овдека, ќе ги врзиме со друго нешто. Уште учи главно тука. Kako će odpletati? Може учити tako? Pa ne znam, najkraće za to. А? Може учити. Да суво, само суво, не водено. Почитувани мои, овој аудиовизуелен документарен запис не би бил целосен ако не ви пренесам поголем дел од вечерното богослужение во манастирската црква Свети Илија, посветено на пророкот Свети Илија, со чие богослужение чино началствуваше парохискиот свештеник од Прилепското црковно наместништво во присуство на соборскиот народ,
Благословената манастирска вечера, приготвена од страна на манастирскиот одбор, во продолжение на оваа репортажа. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. О мир да се помолиме на Господа. За мир од небото и за спасение на нашите души. И пак во мир да се помолиме на Господа. Боже, заштити не, спаси, помилуй, запази не со Твојата благодат. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секој Дева Марија, со сите свети, самите себе ден друг и сиот на живот, на Христа Бога да го предадеме. Зашто Твој власт и Твој царство до силата и славата на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во веки веков. Пак и пак во мир да се помолиме на Господа. Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе еден друг и сиот наш живот, на Христа Бога да го предадеме. Зашто Твоја е власта и Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. О,
се помолиме на Господа. Боже, заштити не, спаси, помилуй и запази не со Твојата благодат. Благословението Господова, милост на Него, да биде со вас, неговата благодат и човеколюбие, постојано, сега и секогаш, и во веки веков. По милоста Божја, архиепископ Охридски Македонски заедно со Светиот архиерейски синод, до свештенослужителите, до монаштвото, до сите духовни чеда на Македонската православна црква Охридска архиепископија, а по повод илиденските празнувања испреќа мир и благослов од Бога. Возлюбени празниколюбци, старозаветните пророци биле Божји избраници и ремители на вистината и на правдата. Тие, како гласноговорници и исполнители на Божјата волја, го поучувале и го потикнувале народот кон покаяние и кон богобарање. Против идолопоклонството станал вистински поборник на верата, надежта и љубовта во Бога. Па затоа неговата севкупна благотворна дејност за поддржавање, а неговиот богопосветен живот за следба. Меѓу другото, не треба да бидеме равнодушни ни кон сите надворешни влијанија, кои што на секакви можни начини се обидуваат да го далечат и да го искоренат Бога од нашите животи. Врз кое што треба подобно на светиот пророк Илија да ги посеме семењата од нашата вера во Него, од нашиот подвиг, заради Него, од нашата благодарност кон Него. Зашто токму во ова време ќе ги вкусиме плодовите и сеидбата, токму од овој миг во вечноста ќе го одбереме оној плод кој што ќе не преобрази во вистински христолюбци и христоносци, возлюбени потомци на славните линденци. Годинава одбележуваме 120 години од славното илинденско востание од 1903 година и од загинувањето на еден од најголемите идеолози и борци за слобода на Македонија, тој Гоце Делчев. Истовремено пак си споменуваме и за нашата општонародна вековна борба за слобода, за оној внатрешен порив, вреден кај секој родолюбец. Непобедливо да се спротистави на сите неправди и негирања, а сето тоа само со една цел – доследна грижа и преданост кон сиот црковен и национален аманет, оставен од нашите предци. Возлюбени родолюбци, славните линденци ни се светол пример и потик за тоа колку треба да го љубиме родината, како треба да го негуваме и да го чуваме сето доверено наследство. И зошто е потребно во најтешките мигови да се одзагнуваме кон Бога и да ја бараме неговата помош и закрила,
кон овие славни јунаци да се одгледуваме постојано и за нас да се вкорени силен стремеж за слобода и за заштита на собствениот црковно-национален бит. На овој ден да се подсетиме и на свештеничкиот собир, одржан во Издеглајле во 1943 година, како и за учесниците на сите црковни собири, на сите кои што го чуваат споменот на нашата древна црква и чии што желби и заложби минатата година конечно се исполнија. Исто така, молитвено да ја си спомними за жртвите во сите војни, бури и востанија, комити и војводи, партизани и бранители и за сите кои што починале во борба за слобода и одбрана на Македонија. Меѓутоа, никогаш да не заборавиме дека вистинската слобода, она кој што Христос не ослободи, ќе ја достигнеме само кога се положиме сета надеж во Него. И ако потполно му се довериме, и ако сиот на живот не му го предадеме, затоа само во Христа и со Христа сме потполни слободни. Уздовени чеда на мајката Македонска православна црква. Македонското црковно и национално минато било бранувано од разни искушенија и предизвици, както и од бројни поробувања, предавства и неправди. Но нашиот народ ги урна сите поставени пречки, имајќи ја заштитата и крепоста од Бога, од кого никогаш не отстапил и кого секогаш ги опатил своите молитви и немојки. Сушност, сиот обстоен македонскиот народ низ вековите, па се до денес е неспорно Божји дар. Така со Божја помош и по молитвите на светиот Климент, патронот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, и ние се достоивме да ги собереме плодовите и подвизите од молитвите и од долготрпението на нашите предшественици. Благодарение на нив, Бог благоволи да ни ја дари најголемата радост во изминатиот период, радоста изнедрена од канонското и евкаристично единство со признавањето и прифатената автокефалност од помесните православни цркви. Според тоа, сите годишнини не се само бегло сеќавање на минатите сообитија, на чии што челни места се нашле многумина наши национални или црковни дејци, туку се споделени особено што секој пат одново узнаваме дека безплотеност и еднодушност, без страх Божи и без верба во Него, секој наш подвиг е залуден. Нека ни е вечна нашата македонска црква и татковина Македонија. Нека ни е вечен Илинден и нека им е вечен споменот на сите борци за духовна и национална слобода на Македонија. Вечен нека е именденот на сите кои што слават овој голем и славен пророк Илија. Вечената богослужба да ни на телесно здравје, душевно спасение, на помош и за многу години. Да се помолиме на Кај си родом? Од Сенокос, пред колку години замина за Австралија? Јас кој живеев со пред 60 години сум замина. Така, во кој ден на Австралија? Во Мелбурн. А ти, момче? Ти од кај си? Пошиноровци. И ти си на печоба таму? Ние сум при Куба. Така. Сите сме печабари. Така, а ти? Јас сум од Прилеп. Така? Станко Јабуловски. Илеп живам 50 години си ставија во Мелбурн. Така, сега кога последен пат си имаш дојдено? А секоја година си идам, јас по 5-6 месеци овде, 5-6 таму, ама со били со небе 4 години. Така. Тоа е ти? Исто и јас Трајче од Кошина. Така. Во Австралија си ти? Како? И ти си во Австралија? Јас сум во Австралија. Ова да те прашам, кој ти чуеш наша песна македонска оно, зело подушена?
Почитувани мои, не ми се напушташе селото Браилово, морав да се заминам, затоа што ме чекаа и другите села во Долненскава регија, со едно ветување дека повторно ќе дојдам во селото, саде Господ на сите нам живот и здравие да ни дава.